Оно што за мене го прави поинтересно е всушност као доказо дека токму во 18 и 19 век имаме такви револуции како како финален обид да се разруши она малку што остана од средновековниот феудализам. Така што мислам дека надвор од земајќи го во контекст, всушност со ова се покажува дека е еден систем кој што му е дотраено времето. Секојаш ќе се пробува да се одржува на како таков, користејќи сила и моќ, но само дефинитивно преку сила може да се отргне и мислам дека фактот што имаме некако се чини back to back Француската револуција, Американската револуција за независност, револуциите што се случуваат во Латинска Америка, во Карибите. Сето тоа е се чини како еден ланец, еден процес на конечно оттргнување на тие стари феудални политички системи и замена со новите што во тој период се капиталистичките, но и друго што сакам да напоменам овде, во контекст на можеби со малку искористување на теориите на природното право е тоа што доколку се земе претпоставката дека човекот е роден со некои права кои што се неоттуѓиви и неодречи, не може човек да се одрече, слободата е една од нив. Така што и овде може да се направи аргументот дека сосема е природно робовите да бараат слобода и да бидат ослободени со цел да бидат целосни луѓе, човекот да биде човек. Но кој ќе се конкретизира, малку ја видовме на почетокот со состојбата, фактот што секој сталеж има своја дефиниција на слобода. И токму бидејќи слободата е доста широка категорија, токму затоа имаш различни дефиниции и дополнително и различни причини за револуциите и за слобода. Така што реално светот се гради според концепциите кои што ќе победат и кои што ги излезат на крај, па така што можеби некој од другите сталежи да беше поуспешен во револуцијата, можеби ќе имавме друга дефиниција во однос на што значи колонија да биде слободна или собственици на плантажи да бидат слободни или пак слободни да бидат робови, и тоа е нешто за размислување. Да, како што кажа, дефиницијата на слобода е многу обширна и многу различна зависно кој ќе опрашаш што е слобода. Пример да ги земе робовите за денес што правевме муабет. Тие јесте да се ослободија, не биле повеќе робови, но дали беа стварно се уште слободни, пошто иако не беа робови, пак работеа присилно на истите тие плантажи, само што нивните господарци биле сменети, не биле белци, туку биле богати црнци. И сега наместо да бидат без пари, нешто му плаќале. Дворен децата нивни не ги продавале на некои други работодавачи, но сепак нивната положба се уште биле најниско во ланецот. И се уште имало некој над нив што ги малтретира и така натаму и така натаму. И макар и после осамостојувањето имаше некои кралеви, председатели и така натаму во Хаити кои што имале голема диктаторска власт и не се понашале баш најдобро. Така да од една страна да, се ослободија робовите, не се повеќе робови, но тука доаѓа што е дефиницијата на роб. Знаеме што е роб, ама мене и малце и робски ми изгледа да работиш за минимална плата во никакви услови. Да, повторно тоа е контекстуализација на работите, така што дури според модерната либерална традиција, робството е нехумано, нечовечно, дека човековата личност е целосно деградирана, но во минатото дефинитивно и така се барале филозофски дури решенија за тоа дека робовите се робови затоа што таква им природата на луѓето, затоа што така се раѓаат и така натаму со други различни теории, но она што сакав да кажам е дека либералната традиција токму овде преовладува и понатаму се гради оној по поредок на државите и на светот,
што ултимативно доведува до распаѓање на колонијалните империи, иако во тој период се мислеше дека колонијалниот империализам е таму за да остане, со тоа што граѓаните на колониите ќе добијат поголеми права. Да, дефинитивно, колеги, се согласувам и за крај мислам дека убаво е да се напомене и да се отвори некоја мала полемика за тоа каков е самиот импакт од оваа револуција и кога велам на импакт не мислам на тоа што се случило со Хаити од тоаш до сега, туку каков импакт ослободувањето на оваа држава имало врз други држави, врз други земји каде што има робови и како тоа целосно се одразило. Јас сакам да започнам со фактот дека сметам дека иронично ослободувањето на робовите овде значи почеток на самата експанзија на тој робовладетелски систем во САД. Како пример би го дал самиот факт дека во текот на оваа војна, тоест 1800 година, како што Димац ти спомна, Наполеон бил доста силен и конечно после 37 години тој заедно со неговата војска успеале да ја ослободат Луизијана, да ја вратат Луизијана со пактот кој го случиле со шпанците, кои после 37 години се откажуваат, ја губат Луизијана. Во тој момент Томас Џеферсон како претседател на САД пробува, се обидува да го купи Њу Орлеанс, кој што за нив тој сметал и сакал да биде тој некој мост помеѓу долниот дел на Америка, југот, и се поврзал со северот и со тоа би возможил слободен трейд, слободен пренос на робовите од едни робовладетели на други. Првата понуда од $10 милиони, сега рафли не знаеме колку би било во денешно време, но првата понуда Наполеон ја одбива. Бидејќи војската која што тој ја има тогаш е многу посилна од било која војска во светот, камоли војската на 13 сојузни држави на САД кои што само што се ослободиле од британска власт. Но после поразите и после пред самото освојување на робовите на своја држава во Хаити, Наполеон и неговите луѓе одат до луѓето на Џеферсон и сами им понудуваат договор со кој што Франција не им го дава само Њу Орлеанс, туку им ја дава цела Луизијана се до Мисисипи за $15 милиони. И може да мислите за само 3-4 години и за само $5 милиони повеќе од еден град кој што американците го сакале, Џеферсон го сакал, тој сега ја добива цела Луизијана и цел слободен простор, $530 милиони ари, што значи за тие $15 милиони добива 3 центи на ар. Што е незамисливо и дефинитивно му возможува не само слободен превоз, да ја дуплира површината на самата држава, која што до тоаш била релативно мала. И мислам дека тоа дефинитивно им возможува и е некој почеток на самата експанзија во САД, која стана збор за робовладетелство и северноамериканскиот континент. Хаити не е откако Хаити се ослободува уште една робовладетелска држава стапува на сила, која што мораме да признаеме многу по економски моќна, станала многу по економски моќна од самиот Хаити и многу поголема, поготово со добивањето на Луизијана од Франција. Да.
благодарејќи на едни робови што се ослободи од Хаити, веќе почна да се разгори таа експанзионистичка локомотива во Америка со добивањето на Луизијана. Луизијана не било едно обично мало парче територија, тоа било од Мексичкиот залив до денешна канадска граница. Што колку држави се моментално, North, South Dakota, Arkansas, Iowa, многу што се сериозни земјоделски центри моментално во Америка. А сигурно и тогаш, а во тој период кога не била индустриализацијата почната, земјоделието било еден од главните ресурси како богатство да стекнат. И со толкава голема површина, со толкав голем капацитет да одгледуваат некои земјоделски продукти, веќе почна Америка да се експандира и да станува некој фактор во светот. Да, мислам дефинитивно и овде се надоврзува фактот што многу историски моменти се, иако некако чудно се поврзани, директно или индиректно, сепак тие се поврзани во некоја си линија, така што нели оној butterfly ефект што се случува, каде што еден настан во некој изолирано место влијае врз друг настан. Всушност така некако и се случуваат револуции, така што на пример Американската револуција беше причина за избавување на Француската револуција. Па подоцна овде со Хаити па имаме латинските револуции, каде што всушност би било интересно и да направиме на епизода за Симон де Боливар, како уште една личност од Латинска Америка, така што пак повторно се гледа некој паттерн во однос на настаните.